Значи, кои се вашите приоритети кои што ги барате од општината, а сте се договориле на седница на урбаната заедница? Па, приоритети се знаат, значи бараме инфраструктура, значи потребна ни е прво пат, струја, односно вода, канализација, осветлувањето, Уличното осветлување. уличното пред се. Колку улични бандери имате овдека? Не доволно, многу малку. Значи не се по пропис. Да, по патов кој што јас доаѓав и ме донесовте, Само 2 банди. видов да, само 2, а овој дел комплетно навечер е не. Уште 8 ни обеќа бандери да постават, жарени обеќа и тоа кажа дека сета работа било ки градоначалникот. Градоначалникот на ова не се согласи, вика ја ќе разговарам со Жаре да видам дали е вистина сето тоа, дури не веруе. А Жаре ми кажа ја ќе дојдам, ќе наместам бандери ако ми даде зелено светло градоначалникот. Градоначалникот некако гледам се отврла настрана, се трга настрана, ќе видам, ќе разговарам ваму наму и се на тој така завршува сиот муабе со него. И вие во што се сомневате дека можеби заради не регулираните парцели, имотно-правните односи, дека заради тоа не може да се постават бандерите? Само Се е изговори. регулирано, како не е? Се е регулирано, само Знае изговори. каде, докаде е патот, докаде е приватно земјиште. Да стемнува вака е стекоа вечер, сако ќе се враќаме назад. Уште потемно. Потемно е. Ќе одиме со батерии. Исто Ќе ти испратиме со батерии. Ако влегуваме Ова у не е тунел, исто стемнато така уште, темница да. црна. Не е стемнато уште. Колку дечиња има овде? Тоа има. Многу има деца Многу на има деца. А и децата сега ќе одат сами на училиште, мислам со бабите и мајките. Има деца тинејџери што се враќаат ноќе, првите комшии до мене и ги чека мајката во 12 на улица. Чекам таму кој се кај мене за викенд. Така ги чекаат тинејџерите од 12 кои си зошто тие деца да не бидат слободни да си одат дома. А значи се врти од озгора затоа што овдека не од оваа страна не може да се дојде никаде. Од рампа, академик Пенчо Дапчев, таа се вика улица, која се спојува надоле, да. Аха. И одат по Кршипската пруга, одат по кај што оди возот, кај што минете. Минеме од тука за да испаднеме на железа мост да испаднеме. Затоа што таму е светло. Да. И ромска населба да избегнеме инциденти, од има нонстоп пукања таму. Имате информации како новинари. Па може тоа. Да. Инциденти со пукања, со Секој Исто- втор секој втор ден е со полиција тук. Исто господин Бако Колев, кој дојде на мост, светуваше дека исто ќе имаме градски превоз за учениците, дека ќе имаме постојки и од тоа нема ништо. Информации немаме. За децата Да. за до училиште, Да. вашите деца кај Да. учат во Брашнаров? Да. И плюс ни полицијата не иде да контролира полицијата, значи упатуваме апел сите граѓани. Има Значи патрола. се вози на улица каде вик Пенчо Дапчев, многу брзо се вози, кој што мијат и деца мали и луѓе стари. И тротоари немаме таму ни има. тротоари. И тротоарите не се решија. Тоа е најмалку 16 Па години, постои 18 што го страна слушам. Улица Доктор Панчо Васков, Хаджи Кости и другите останати улици. И најважното вода да се стави, немаме се уште питка вода нема. Тоа е од градоначалникот исто и тоа го вети во неговиот мандат дека ќе има питка вода, куќа доека он градоначалник ќе нема куќа без питка вода. Еве му мине мандатот, он се уште има куќи без питка вода, што болерите ни се прават со бигор, машините исто греачите со бигор, ние немаме питка вода на 15 минути од центарот на градот. Питка вода немаме. За канализација никој пат нема да стави. Ни се таму кажува некои негови изговори дека тоа скапо ќе коштало, не знам. Значи, питката вода ни е многу важна. На дел од граѓани овде што сме, питка вода немаме. Канализацијата до доктор Панчо Васков улица, до тречата кој односно старата куќа на Колеви Богдан и Пости и Вишка, кај што седе, до тука е канализирана. Навле се со јами септички Септички и јами. хидрофори.